Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Ангеликија Парталовска, девејски наставник од Основното општинско училиште Димитар Македонски од Скопје. Денес на часот по математика, насловот на наставната содржина ќе го откриеме заедно преку една гатанка. Гатанка. Внимателно слушајте. Како срце чука бие, постојано време вие. По потреба ти се нуди и наутро да те буди. Над зид или на маса стои секунди безден број. Ајде да видиме. Часовник точно. Зашто ни служи часовникот, деца? Ни го покажува времето. Наставната содржина за овој час, насловот е 24 часовен запис на времето. Потребен прибор за овој час. Учебник по математика, тетрадка, молив, гума, шаблон и работна тетрадка по математика. Што треба да научиме од овој час? Кои се целите? Ученикот да научи што е 24 часовен запис на време. Да може да го определи времето, да умее да решава задачи со 24 часовен запис на времето. Што е час? Да повториме и да се потсетиме. Времето што е потребно малата стрелка на часовникот да помине од еден до друг број се вика време од еден час. Ученици, времето се мери и предплани и поплани. Меѓутоа, да не се прават грешки, се употребува 24 часовен запис на времето. Наместо да ги броиме часовите од 1 до 12 предпладне и од 1 до 12 попладне, можеме да ги броиме од 1 до 24. Ова се нарекува 24 часовен запис на време. Имаме тука табела предпладне. Од 12 часот на полнок до 11 часот и 59 минути предпладне, со помош на 24 часовен запис на времето ќе биде 0 часот до 11 часот и 59 минути. Одиме попладне. Од 12 часот напладне до 11 часот и 59 попладне, со помош на 24 часовен запис на времето ќе биде од 12 часот до 23 часот и 59 минути. Сега со помош на табела ќе прикажеме споредба на 12 часовен запис и 24 часовен запис. За секој час поединечно. Погледајте табелата. Лево е 12 часовен запис предпладне и десно е 24 часовен запис. Погледајте. Што забележува? Исти си, така? Одиме уште една табела, табела во која лево е 12 часовен запис попладне и десно исто 24 часовен запис. Што забележуваме тука? Тука имаме разлика. Јас само некој. Погледате прво табелата, убаво, што забележувате? Забележувате дека има разлика. Јас само неколку часа. Еве, например, во 12 часовен запис попладне, 2 часот во 24 часовен запис ќе биде 14 часот. Например, 10 часот во 12 часовен запис попладне, во 24 часовен запис ќе биде 22 часа. Ве молам, отворете го учебникот на страна 69, да ги решиме заеднички задачите. Прво, задача број 1. Да видиме кој е барањето. Запиши ги следниве времиња со зборови. Вода. 13 часот и 30 минути.
Под Б 23 часот и 45 минути. 20 часот. И под Г 4 часот и 15 минути. Отиме на втората задача. Да видиме кој е барање. Запиши ги следниве времиња со користење на 24 часови запис на времето на аналоген часовник. Тука ни се прикажани 4 часовници. Првиот часовник покажува 5 часот, се извинувам, 4 часот и 40 минути. Попладне. Да видиме со помош на со користење, односно на 24 часовен запис е 16 часот и 40 минути. Одиме на вториот часовник, покажува 5 часот и 25 минути наутро, со користење на 24 часовен запис, времето е 5 часот и 25 минути. Одиме на третиот час. Тоа е 7 часот и 45 минути навечер, со користење на 24 часовен запис, ќе биде 19 часот и 45 минути. И последниот часовник покажува 12 часот ноќе, односно со користење на 24 часовен запис е полноќ. Одиме на следната задача, односно третата задача. Кој е барањето? Запиши ги следниве времиња со користење на 24 часовен запис на времето на дигитален часовник. Првиот часовник го покажува часот. 9 часот и 15 минути навечер. Да видиме со користење на 24 часовен запис, тоа е веќе 21 часот и 15 минути. Одиме на вториот часовник, покажува 12 часот и 30 минути напладне. Со користење на 24 часовен запис, времето е 12 часот и 30 минути. Третиот часовник покажува 10 часот и 25 минути навечер. Со користење на 24 часовен запис, времето е 22 часот и 25 минути. И последниот часовник покажува 7 часот и 50 минути навечер, со користење на 24 часовен запис, времето е 19 часот и 50 минути. Деца, во тетрадката ви забележавте задачите, сега имате самостојна работа, напишете си две задачи. Првата задача, број 1. Запиши ги следниве времиња со зборот. Да видиме колку своите на овој час. Ајде, и втората задача да ја прочитам. Запиши ги следниве времиња со користење на 24 часовен запис на времето. Одиме. Првата задача подава 19 часот и 55 минути. Одлично. Втората 18 часот и 24 минути. Под В 3 часот и 14 минути. И под Г 1 часот и 30 минути. Втората задача, ја решите, ајде видиме. Под А 2 часот и 45 минути попладне, 14 часот и 40 минути по 24 часовен запис на време. Под Б 6 часот и 12 минути попладне, со 24 часовен запис времето покажа 18 часот и 12 минути. Под В 10 часот и 20 минути препладне, со 24 часовен запис на времето е 10 часот и 20 минути. И под Г 11 часот и 5 минути навечер со 24 часовен запис е 23 часот и 5 минути. За домашна работа, работна тетрадка, страна 42 да се пополни. Ви благодарам за вниманието, ученици. Имајте убав ден.